Земјоделците мора што поскоро да се адаптираат на климатските промени, да не трпи нивното производство. Промените кои во овој сектор се поизразени се доволен аларм дека нешто треба да се смени, ако самите не знаат, тогаш на располагање им стојат институциите, порачуваат експерти од земјоделството. Незнаењето на земјоделците во крајна мера влијае на трошоците на производство, а земјоделците може да останат без производство и без пари. Претежно треба да водат сметка да применуваат сорти отпорни на стопански најзначајните болести, да внимаваат на локалитетите на кои што ги засновуваат своите посеви, независно дали се работи за едногодишни или долгогодишни насади, ова особено важи за долгогодишните, се со цел да ги намалат трошоците на производство и со тоа да станат поконкурентни на пазарот. Непочитувањето на овие состојби ќе значи само одлевање повеќе пари од нивните джебови, немање доволно средства за акумулација и зголемено инвестиција во опрема или било каков вид на средства кои што треба да зголемат конкурентноста на македонско земјоделство, што на крајот нас како држава ќе не чини поголем увоз на храна во државата. Тоа значи дека дел од земјоделците ќе мора да се откажат од навиките и да преминуваат нови агротехнички мерки и сорти на култури кои ќе бидат поотпорни на промените на времето, но и да воведуваат заштитни мерки. А кога станува збор за тоа, мал број на земјоделци поради тоа што е прескапо за нив, не може да инвестираат во заштитни мрежи, очекуваат помош од државата. Климатските промени што го прават времето да дојде до невреме, може евентуално да се заштитиме со мрежи, ама мрежите се многу скапи, некаде по хектаро кошта околу 12.000 евра. Сега, ако имаме нешто помош од државата, нешто тие работи, да може некако да ги спасуваме лојзињата. Од година во година се поевидентни се температурните разлики, предолга суша, поројни дождови, појава на болести и штетници. Сето ова е резултат на климатските промени, процес кој се случува а влијае на производството на храна. Државата плаќа огромна сума за исплата на штетите на земјоделските посеви. Земјоделците се уште недоволно го осигуруваат родот, а засега само како заштита од град се прават напори да се рестартира системот на градобина заштита.